Последната случка кога девојче било удрено од автомобил на улицата пред влезот на основното училиште Гоце Делчев во Тетово ги алармираше родителите да побараат решение од училишната управа и од надлежните институции за поголема безбедност на нивните деца. Тие реагираат дека тротоарите се узурпирани и има голема раздвиженост од автомобили, особено во времето кога учениците одат или се враќаат од часовите. Дополнително потенцијална опасност представуваат и уличните куќиња. Секој ден родители ве страхуваме кои да деца во училиште. Ти е страх, еден го изгрази кола, да го удари возило, да го искаса куќе. Не само кај нас, сегде е хаос. Тука има и музичко училиште подоле. Не можат да поминат. Газимо преку смет, се базиш од коли, не знам што да кажам, значи страшно е. Бараат регулирање на сообраќајот и зголемено присуство на полициски службеници, како и дислокација на контејнерите. Во спротивно најавуваат бојкот на наставата или блокади. Да се преземат мерки да се отстранат контејнерите, да се затвори улицата или да се пренамени во еднонасочна и во гушвата од 12 часот во периодот кога излегуваат и кога влегуваат децата да биде затворена за сообраќај. Да се забрани строго за тешки товарни возила, како што гледате проаѓаат и тешки товарни возила. Од општина Тетово велат дека ќе ги разгледаат барањата и доколку се покаже дека е потребно и оправдано, ќе се воведе еднонасочно движење на возила на улицата Иво Лола Рибар, по претходна согласност од СВР Тетово. Од полицијата пак најавија дека наредните денови дополнително ќе се засили полициското присуство. Според нив круцијален проблем е неадекватната инфраструктура во тој дел од Тетово, која не одговара за постоечката и идна поголема фреквенција на возила и луѓе.